Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Поради ограничените средства во буџетите на општините, и годинава ќе изостане регионалниот третман против комарците во источниот регион. Општина Кочани издвои најмногу средства во висина од близу 2 милиони динари. Поголем дел од 11 општини од источниот плански регион немаат финансиски можности да се вклучат во координирана акција за регионален третман против комарците, а годинава праскањето ќе го спроведуваат индивидуално. Пред 3 години од Центарот за развој на источниот плански регион произлезе иницијатива секоја општина пропорционално, според површините на кои треба да се третира, да покрие дел од трошоците за набавка на препаратите и за услугата. Но ограничените средства во општинските буџети ја одложија нејзината реализација. Имаше иницијатива преку Источен плански регион да биде регионално за сите општини од Источен плански 11 општини, ама поради големиот буџет кој што е предвиден само за Виница, према површините кои што се предвидени за праскање, значи буџет ни треба негде околу 2,5 милиона денара, што ги немаме ние планирано буџетот, не само општина Виница, него и другите општини немат планирано толку средства во нивните буџети за да биде тоа регионално праскање. Затоа сега сите општини одат поединечно према буџетите кои што ги имат планирано. Само 2 локални самоуправи одговориле позитивно на барањето од Центарот за развој на регионот да достават податоци со вкупната површина на која треба да се реализира третманот против комарците. Во неколку помали општини пак праскањето се реализирало со подршка од државниот буџет, поради што тие не покажале интерес за заедничко дејствување. Најубаво е тоа се да се справи во ден, 2, 3. Прво авионско летање, Бони Ер, кои што се мислам дека се единствени за авионско прскање, имаат 4 авиона, ама има 2 пилота. Значи они не можат и по 5000 хектара некаде дневно можат да прскат и спрема тоа ако заврне, значи они прскале денес, утре не може да продолжат, други не може да продолжат и веќе се тоа сето поремете. Исто така и другиот дел кој што според експертите од јавно здравје од Скопје ги викавме неколку пати нашите стручни лица, многу по-добро е да биде теристичко отколку авионско, затоа што во летните периоди кога е многу жешко, авионот не може да дојде многу ниско на 10 метра, на 20 метра и кој ја испушти, тоа е прашината ни нападне на земјата, не го испари. Досегашното искуство покажува дека праскањето против комарците во секоја општина одделно и во различен временски период не го решава проблемот. Дополнително, третманот е со помали ефекти, затоа што приоритет се дава на третирањето од воздух наместо од земја, да се дејствува со ларвициден третман, односно сузбивање на комарците уште пред да се појават. Во источниот регион и годинава општина Кочани издвои најмногу буџетски средства, близу 2 милиони денари за третман против комарците од воздух и од земја. Пред 2 недели со праскањето од земја ја спроведе првата фаза од кампањата. Поради високите дневни температури, Министерството за образование и наука препорачува основните училишта да работат со скратени наставни часови. Со оглед на високите температури кои ја зафатија територијата на државата, а имајќи предвид дека училишната година за основците трае до 17 јуни, Министерството за образование и наука препорачува основните училишта наставата да продолжат да ја реализираат со скратени часови. Во соопштението е наведено, училниците и другите простори со кои се користат постојано да се проветруваат, на учениците да им се дава можност да консумираат поголемо количество на вода, како и да им се препорача да не дегустираат масна храна и јадење кое содржи поголемо количество на шеќери за време на училишниот ден. Препораките се заради заштита од топлото време, согласно здравствениот акцијски план за превенирање на последиците од топлотниот бран врз здравието на луѓето. Општина Зрновци бара домаќинство во кое ќе смести волонтер од Америка. Предвидено е и доделување на финансиски надоместок за семејството каде ќе биде вдомен. Локалната самоуправа на Зрновци бара домаќинство во кое ќе смести волонтер од Мировниот корпус на Америка. Во тек е јавниот повик на кој може да се пријават жителите кои имаат соодветни услови за домување за наредните 2 години. Во однос на сместувањето на волонтерот, доколку се работи за соба, тогаш се плаќа 12.000 денари,
плюс 1000 денари дополнителни трошоци. Доколку е спрат од куќа, тогаш сумата е 10.000 денари и плюс 6.000 денари за струја во зимскиот период од октомври до март и 2.000 денари во периодот од април до септември. Општина Зрновци е во процедура на аплицирање за волонтер во трајање од 2 години од мировниот корпус. За истото има распишано јавен повик на заинтересираните домаќинства кај што ќе биде сместен волонтерот и цената на плаќање на месечен надоместок за исто ќе изнесува од 10.000 до 12.000 денари. Финалниот избор каде ќе биде сместен волонтерот ќе го извршат представници од мировниот корпус на Америка. Кочани ќе биде домаќин на вториот камп за млади информатичари, што од 1 до 6 јули ќе се одржи на Пониква. Организатор е Сдруженијето Бистри умови од Кочани со подршка од Сдруженијето на информатичари на Македонија. На почетокот на идниот месец Кочани ќе биде домакин на 6-дневен национален камп за млади информатичари, што го организира Сдруженијето Бистри умови од Кочани, а со подршка од Сдруженијето на информатичари на Македонија. На кампот ќе учествуваат 13 ученици информатичари, со кои ќе работат 4 професори и 3 студенти ментори од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки од Скопје. Собирот и обуката на најдобрите млади информатичари од државата во Кочани ќе се одржи втора година поред, а планираниот термин е од 1 до 6 јули. Тоа ќе представува одлична можност за што подобра подготовка пред надпреварите и олимпијадите на кои ќе учествуваат нашите ученици. Учесници на кампот ќе бидат 4 ученици во јуниорска конкуренција, меѓу кои е и Владимир Грчев од Кочани. Тие ќе представуваат државата на Европската олимпијада, што ќе се одржи во август во Молдавија, како и на Балканската олимпијада по информатика закажана за септември годинава. Во сениорска конкуренција ќе се подготвуваат 5 ученици и тие во септември ќе учествуваат како македонски представници на Светската олимпијада во Египет, како и на Балканската олимпијада, чиј домакин ќе биде Македонија. Покрај нив на кампот во Кочани ќе учествуваат и 4 ученички, кои ќе не представуваат на Европската женска олимпијада по информатика, што во јули ќе се одржи во Холандија. Од Кочанското здружение Бистри умови истакнуваат дека главната цел останува да им се помага на младите таленти да напредуваат во знаењата поврзани со информатиката, а сето тоа да биде бесплатно за нив. Минатата година кампот на млади информатичари во Кочани се реализираше под покровителство и со финансиска поддршка од локалната самоуправа, а се очекува тоа да се повтори и годинава. До 20 јуни е пријавувањето на невработените лица за повеќе од општинско корисна работа во општина Чешиново Облешево. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево објави јавен повик со кој ги повикува невработените лица да се вклучат во програмата Општинско корисна работа во рамки на проектот Општината за сите. Евидентираните невработени лица кои немаат уверение признано од релевантна институција за стекнати вештини за занимање од социјалната и здравствената сфера, согласно услугата која треба да ја испорачуваат, ќе бидат вклучени во програмата, при што 3 месеци ќе добиваат задолжителна обука и 6 месеци работно ангажирање. Право на учество имаат сите невработени, активни баратели на работа. Кандидатите кои ќе бидат избрани ќе добијат паричен надоместок во висина од 13.750 денари во бруто износ и ќе бидат ангажирани со скратено работно време во период од 20 часа неделно. Работната позиција која е опфатена со огласот е асистент за помош и поддршка при самостојно живење, а ангажираниот кандидат ќе работи со лица со телесен инвалидитет и комбинирани пречки со оштетен вид или слух. Заинтересираните невработени лица, пријавите за учество во програмата Општинско корисна работа може да ги поднесат во Агенцијата за вработување Кочани најдоцна до 20 јуни во период од 8 до 14 часот. Подетални информации во врска со јавниот повик може да се пронајдат на официјалната веб страница на Општина Чешиново Облешево.
Почитувани со прогнозата за времето ги извршуваме овие вести на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.